Неколку месеци живеат без струја, немаат ниту дрва за грејење. Бараката каде се сместени е разрушена и кога врне внатре им тече вода. За храна пак им помагаат нивните роднини и пријатели. Во ваква беда живее семејството Мирчевски од Прилеп, во така наречените социјални бараки во населбата Варош. Сашо Мирчевски е глув, а веќе 5 месеци оди и на дијализа. Поради проблемот со бубрезите сега е комплетно неработоспособен. Живеат само со 4000 денари месечно, пари кои ги добива за мобилност. Состојбата ми е тешка. Имам фистула на раката. Неработоспособен. Струја немам. Дрва немам. Услови за живот никакви. Земам 4000 денари, што сум глувонем. Чекам, струјата ми е платена само... Струјата платено. Немам уште да доплатам за приклучок. Немам приклучок. 1700 денари. 1700 денари. Од каде? Со 4000 дали да јадам? Да јадам. Или да платам? И да платам. Неговата сопруга, која исто така не е работоспособна, ни солзи раскажува за тоа како живеат. Нивната 14 годишна ќерка учела или навечер на свеќа, или пак денски во дворот на сонце, каде е и потопло, бидејќи во домот нема ниту доволно светлина и е многу ладно. Палат оган само кога ќе соберат некои гранки и штици. Нивниот 19 годишен син кој повремено живее со нив, бидејќи се вработил, им ја укинале социјалната помош, но сега и тој не работи повеќе. Ноќе како се топлите? Напилеме на борчи, нешто така. Тешко е, нема зима иди. Тешко многу. Има малолетно дете кое што треба да учи во вакви услови? Многу е тешко. Нема како че учи преку дено надвор. Надвор учи? Надвор. Во двор.Оздруженијето за бубрежно болни лица за подобар живот апелираа државата подитно да му помогне на ова семејство. Неработоспособен, глувонем, ситуацијата е стварно страутична. Немаат дрва, немаат струја, услови за живот натре никакви. И испраќаме апел до сите бизнисмени, до државата, до сите добронамерни луѓе да му помогнат на ова семејство. Семејството Мирчевски се надеваа дека овие апели и молби ќе стигнат до хуманите луѓе и државата, бидејќи најмногу им е страв од тоа како ќе ја поминат зимата.